Време е за сајберсигурност при користење на социјални мрежи. Предпоставувам веќе сте запознаени што се тоа социјални мрежи, но доколку за чудо не сте, социјалните мрежи се платформи достапни преку интернет кои ни овозможуваат да се поврземе со нашите пријатели или професионални познаници, со кои можеме да комуницираме директно или преку објавување на наши ставови, слики или видеа. Едни од интернационално најпознатите социјални мрежи се YouTube, Facebook, Instagram, TikTok и LinkedIn. И секој од нив си има своја собствена цел или публика. LinkedIn е насочен кон фирми и професионалци, Instagram кон слики, TikTok кон кратки видеа, додека YouTube кон подолг формат на видеа. Социјалните мрежи на нас доста ни го леснуваат животот. Нели, ни помагаат да останеме поврзани со личности кои ни значат, а со кои не можеме да се видиме секојдневно. Дали ние тоа го правиме е дебата за друг ден. Ама социјалните мрежи, колку и да се добронамерни, се носат и своји ризици. Некои стрикно само за на социјалните мрежи, додека други може да се прелеат и во реалниот живот. Златно правило за однесување на социјалните мрежи е да се однесувате на нив исто како што се однесувате и во живо. Не му пишувајте на некој нешто доколку тоа нешто не би му го рекле во лице. Не споделувајте нешто што не би сакале да го знаат сите. Особено ако тоа нешто е дека нема да сте дома одреден временски период. Знаете дека законите исто важат за интернет однесувањето како и во реалниот свет. Коментар во кој се заканувате или навредувате некој е еднакво тоа исто нешто да сте го кажале на средина на плаштадот. Друг ризик на социјалните мрежи се лажните профили кои може да имаат за цел да ви измамат вас или да ви имитираат. Од ова можете да се заштитите со тоа што доколку некој профил ви изгледа сомнително, ќе го отворите профилот и ќе проверите кога е отворен профилот, колку пријатели има, дали претходно има објавувано објави, слики, дали тоа е редовно или само сега одеднаш пак почна да објавува. А за лажни профили кои пробуваат да ви имитираат вас, ќе треба редовно да проверувате дали постојат профили кои се представуваат со ваш идентитет. И доколку постои таков профил, да го пријавите и да ги известите вашите пријатели дека тоа не сте вие. Потоа постои ризик и од хакирање на вашиот профил, доколку приметите дека на вашиот профил има пораки кои вие ги немате пратено или објави кои ги немате објавено, или пак објави кои ги имате објавено, сега ги нема, а во меѓувреме социјалната мрежа на која сте ги објавиле ви нема пратено известување дека вашата објава е тргната. Веднаш, ама веднаш ја менувате вашата лозинка. Потоа ги бришете објавите и пораките кои не се поставени од ваша страна и проверувате дали е направена некоја друга штета. Исто така веднаш треба да пријавите во медиумот дека вашиот профил бил пробиен или хакиран. За да драстично ја намалите веројатноста вашиот профил да биде хакиран, добри практики се редовно менување на лозинка, користење на силно и сложена лозинка и користење на различни лозинки за секој ваш профил. А како дополнителна мерка може да користите и повеќе факторска аутентикација.